Семејството е наше прво училиште во животот, таму учиме како да сакаме, да се поддржуваме и да решаваме проблеми, но што кога тие односи се нарушуваат, како да спречиме кавги, недоразбирања па и развод. Институтот за семејни студии при УКИМ започнува проект што токму тоа го истражува, потребата од семејна едукација во Македонија. Финансиран од Министерството за образование и наука, реализиран во партнерство со Заводот за социјални дејности. Овој проект има за цел да помогне во градење посилни и посрекни семејства. Утрово со нас на оваа тема е професор доктор Ангелка Кескинова, која што ќе ни раскаже нешто повеќе како сето ова нели ќе се реализира и ќе се случи. Професорка од Филозофскиот факултет при УКИМ. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Како се роди идејата за овој проект и ајде така да почнеме што е неговата основна цел? Така, Институтот за семејни студии постојано го истражува семејството од различни аспекти. Имаме многу истражувања кои што се поттик за едно пошироко истражување. Можеби најскоро беше истражувањето реализирано на почеток на 2025 година. Го истражувавме мислењето на младите лица, едно опсежно истражување, на пример околу 450 млади лица на возраст од 18 до 22 години. Во суштина ни покажа потребата на овие млади лица за семејна едукација во Република Македонија. Ние бевме позитивно изненадени од резултатите, односно дури 88% од нашите испитаници веруваат дека семејната едукација ќе подобри функционирањето на семејството во кое што се наоѓаат сега. Отворени се за сите теми за едукација, што за нас беше поттик да истражиме нешто повеќе, односно колку семејната едукација треба да се прошири, да се опфати на територијата на цела Македонија. Токму тоа е овој проект, ќе истражуваме на цела општа популација, анализирајќи подетално на некои поспецифични групи, кои што сметаме дека се важни. Така. Како што веќе спомнавте, ние сме од Институт за семејни студии при Филозофскиот факултет. Истражувањето е заедно со Завод за социјални дејности, која што во суштина представува јавна установа која има за цел да ги развива и напредува социјалните услуги во Република Македонија. На семејната едукација се гледа како една социјална услуга која што треба да се развива во иднина и во суштина овој наш конзорциум за соработка, значи спој измеѓу науката и практиката. Од една страна ние кои што треба да истражуваме, треба да стигнеме до конкретни резултати кои се тие најефективни методи кои што треба да ги спроведеме на територијата на Република Македонија и Завод за социјални дејности од друга страна која што треба тоа практично да го реализира. Така. Кога ќе кажеме семејна едукација, што точно се подразбира под тоа? Генерално, самиот термин ни покажува што во суштина сакаме да направиме. Има многу дефиниции кои што дефинираат семејната едукација, меѓутоа може да издвоиме три главни карактеристики кои што ги има во сите дефиниции. Тоа значи дека ние со оваа едукација треба да направиме нешто позитивно во семејството, да ја подобриме функционалноста на семејството, на семејните односи, да стимулираме раст и развој на индивидуите во семејството, или на индивидуален план, но и на семеен план, и значањето е тоа што е превентивна. Значи не зборуваме за секундарна и терцијална, треба да работиме пред да се јави проблемот, пред тој да стане сериозен, кога се решава со превенција. Тоа е таа семејна едукација, значи нема терапевтски пристап, има едукативен и советодавен пристап. Генерално, кога зборуваме за превенција, секогаш таа е најефективна и најекономски исплатлива. Значи многу подобро да имаме здрави семејства, нели ако се уште тргнеме од догмата дека семејството е основна клетка на општеството, ние веруваме дека функционални семејства креираат функционално општество. Така. Кои се најчестите проблеми што ги забележувате кај семејствата во Македонија, кои може да се спречат со вакви едукации и советувања? Нашите истражувања генерално низ текот на годините покажуваат дека семејството е во криза. Не само во Република Македонија, такви промени и процеси се случуваат ширум Европа, ширум светот. Што се случува во семејството, станува све потесно, се намалува бројот на семејни членови. Последниот попис во Република Македонија покажа дека се зголемуваат еднородителските семејства. Ако ја следиме статистиката, ќе видиме дека бројот на разводи од година во година се зголемува. Имавме еден бум после коронавирусот, меѓутоа тој понатаму. Например, годинешната статистика од 2023 година, излезена од Завод за статистика, повторно ни кажува драстично растење на бројот на разводи во Република Македонија. Семејната едукација треба да помогне во таа насока, да не научи како брачни партнери како да ги решаваме проблемите, како да го избираме партнер, што да очекуваме од бракот, од брачниот живот, да развиеме комуникацијски вештини, да развиеме вештини за решавање на конфликти.
Потоа да станеме подобри родители, да ги усогласиме нашите родителски ставови, меѓутоа има и многу други теми кои што се опфатени од областа на семејната едукација, како на пример човечката сексуалност, како на пример управување со семејни ресурси, економски, потоа семејното право и многу други теми. Генерално, кога треба да едуцираме, може да зборуваме за поширока едукација, за масивни теми, меѓутоа може да зборуваме за индивидуализирана семејна поддршка, семејна едукација која што адаптираме согласно потребите на тоа семејство и согласно развојниот период во кој што се наоѓаат. Така. Како ќе изгледа процесот на истражување? Пред малку, кога ги наброивте најчестите проблеми, верувам, навлегуваме малку и во ова што сега го прашувам. Како ќе изгледа целиот тој процес? Започнуваме од 1 септември. Истражувањето трае една година. Имаме неколку цели кои што треба да ги реализираме. Како што веќе спомнавме, ние сме 6 истражувачи од Институтот за семејни студии, односно од Филозофски факултет, тројца професори, тројца помлади истражувачи и представници од Заводот за социјални дејности. Започнуваме со истражување на потребите од општата популација за семејна едукација, кои се нивните перцепции, кои се нивните перспективи. Меѓутоа, многу повеќе ќе се фокусираме на оние семејства кои што веќе се соочиле со одреден проблем во рамките на семејството, односно оние кои што поминуваат низ процес на развод, каде што емоциите се повисоки, каде што искуствата се свежи и лесно можат да ни ги пренесат, и постразведени семејства, односно семејства кај кои што поминало 5 години после процесот на развод. Што сакаме да постигнеме со ова истражување на оваа популација? Да видиме дали семејната едукација може да помогне во некој процес, дали може би преку семејна едукација ќе сме превенирале да дојде до распад на семејниот систем, или дали семејната едукација понатаму може да помогне разводот да биде што помалку болен, како за брачните партнери, така и за децата. Тоа понатаму во иднина значи можност за воведување на семејна медијација. Тоа е нешто што го има во околината, односно го има во повеќе земји, меѓутоа сакам да потенцирам дека го има и блиску до нас во балканските земји. Семејна медијација е процес кога не се вклучуваат се уште адвокати, не се вклучува правниот систем, се вклучуваат семејнолози, работници кои што работат на усогласување на ставовите на брачните партнери преку процес на развод. Да се обидат на најбезволен начин да направат поделба на имот, поделба на пријатели и што е најважно, да направат поделба на старателство и родителски договор помеѓу партнерите. На тој начин ќе имаме развод, распад или на брачниот систем, но не и распад на родителскиот систем, кој што ни е многу важно да се одржи низ годините понатаму. Кои групи на луѓе ќе бидат опфатени? Родители, деца, брачни парови или и поширок? Првен ќе имаме една општа популација пошироко, меѓутоа ќе работиме со возрастни, потоа ќе работиме со разведени лица во процес на развод. Третиот дел од истражувањето ќе ни бидат стручни лица. Преку Заводот за социјални дејности ќе стигнеме до стручните лица кои што работат во центрите за социјална работа. Целта на оваа анализа, која што ќе биде квалитативна преку фокус групи, е да утврдиме кои методи, до сега они утврдиле дека се најефикасни во процесот на едукација. Семејна едукација во Република Македонија има и сега. Ќе се обидеме да ги мапираме сите институции кои што работат на семејна едукација. Генерално може да ги поделиме на државни и приватни институции. Државните се презентирани преку центрите за социјална работа. Меѓутоа, нашето искуство до сега покажа дека центрите за социјална работа се преоптеретени со семејства кои што се веќе дисфункционални. Нивниот капацитет се користи тогаш кога веќе имаме некој сериозен проблем, па треба да се решава, како што веќе спомнавме, развод, семејно насилство кој што се повеќе се зголемува на територијата на Република Македонија и така натаму. Имаме приватни институции презентирани преку невладини здруженија на граѓани и така натаму. Тоа се стручни лица кои што работат на подобрување на семејната динамика. Како што може да видите во оваа наша реторика, негативна страна на државните институции тоа што се тешко достапни поради нивната преоптеретеност, а на овие приватните тоа што удира по буџетот на семејството, односно семејството мора само да си го обезбеди. Така. Каква е поддршката што ја добивате од институциите? Каква е нивната улога тука во целиот проект? Без институциите, без системска организираност на овој процес, ќе остане само истражување на хартија. Од тука веруваме дека нашата соработка со Завод за социјални дејности ќе даде практична примена на ова истражување, а поддршката од Министерство за образование ни ветува дека конечно семејната едукација може да најде соодветен пристап на територијата на Република Македонија. Нашиот институт постои веќе 11 години. 11 години креираме кадар семејнолог
е терминот на кадарот кој што го креираме. Прв пат во текот на оваа година овој кадар влегува во Законот за социјална заштита, веќе тој закон е во второ читање и нашето истражување во суштина сметаме дека представува оптимизација на потребата на општата популација за семејна едукација и пронаоѓање на местото на семењолозите на пазарот на трудот. Како генерални придобивки, кои што би ги имале од проектот, од научен аспект тоа ќе бидат два труда, кои што треба да се добро анализирани, со добри заклучоци и на крај објавени во реномирани списанија со импакт фактор. Тоа е тоа што нас би ни значило научен аспект, но од практичен аспект треба на крај да креираме еден добар практикум, кој што ќе биде збир на практични вештини, кои што треба да ги користат сите оние стручни лица кои што практично ќе работат со семејства понатаму. При овој практикум ќе биде и користен за Заводот за социјални дејности, бидејќи ќе го користат во едукација, во лиценцирање на стручни работници. Треба да представува збир на практични вештини за работа со брачни парови, за работа со разведени лица, за работа за подобрување на родителскиот систем, еднородителски семејства, реконструирани семејства, како и семејства кои што имаат член со медицинска состојба, односно со одредена болест во семејството. Дали имаме позитивни примери од други земји кои може да ги прилагодиме на македонски услови? Семејната едукација како процес најраспространета, најпозната е во Соединетите Американски држави. Функционира таму повеќе од 50, можеби 60 години веќе. Сите оние активности кои што ние ги правиме се во голем дел инспирирани од таму. Меѓутоа, се повеќе се шири низ Европа. Земји кои што предничат со добар и квалитетен образовен систем, не воведуваат семејната едукација на различни нивоа и во рамките на образовните системи, и во рамките на предметите наставни, каде што децата учат како да комуницираат, кои се нивните улоги во семејството, како се поставуваат граници во семејството и така натаму, па се до добро разработен систем на институции, каде што секое семејство може да се обрати да побара поддршка или семејна едукација. Ја има на секаде, а можеби најмалку е распространета на територијата на Балканот, а најмногу во Соединетите Американски држави и Европа. Во јануари бевме на една конференција во Малта, каде што имавме можност да разговараме со многу стручни лица кои што работат од областа на семејна едукација. Нашиот впечаток беше дека и како е развиена и пристапна, односно овие држави се грижат за функционалноста на семејствата, за квалитетот на семејни односи, и не повеќе од неопходно е да почнеме да го применуваме тоа кај нас и да ги изградиме еден систем кој што ќе значи превенција и добри семејства. Што очекувате да биде конкретниот резултат по завршување на проектот? Дали, например, сето ова може да влијае на спречување на разводи или подобрување на односите по развод? Се надеваме дека ќе се намали разводот. Најпрвен со истражувањето ние треба да покажеме дека во Република Македонија има потреба од семејна едукација, дека имаме семејства кои што се дисфункционални. Тоа сме го покажале со многу истражувања, меѓутоа сега зборуваме за едно истражување соопфатно на територијата на цела Македонија. Сметаме дека ќе ги потврдиме овие наоди, овие хипотези кои што сме ги поставиле од старт и ќе најдеме начин како соодветно да ја организираме понатаму семејната едукација пред се на локално ниво. Најблиску до секое семејство, најблиску до секој граѓанин. За да роди ефект, веројатно треба време. Не очекуваме дека со отварање на првото семејно советувалиште работите ќе тргнат за брзо на добро. Веројатно овие семејни советувалишта на почеток треба да се проактивни, самите да нудат програми, самите да нудат поддршка, за да создадат доверба кај граѓаните дека тие се едни можни решенија на проблемот понатаму. Можеби ако размислуваме пошироко, време е да се вратат оние предбрачни советувања кои што порано сме ги имале, меѓутоа долги години се згаснати во нашата земја. Во многу држави, особено во Соединетите Американски држави, кои што веќе ги спомнав, вие не можете да склучите брак доколку не помините низ предбрачно советување. Не можете да земите извод од матична книга на родени ако не поминете родителско советување. И за крај, како граѓаните ќе може да дознаат за резултатите или евентуално да се вклучат во некои други слични ваши активности?
Веројатно нема да бидеме отворени со дека немаме конкретни резултати што е нешто се случува. Прашалниците ќе се дистрибуират преку социјални мрежи ќе информираме што е нешто тековно се случува додека истражуваме, меѓутоа конкретно за заклучоците и за нашиот практикум на крај планираме една завршна средба, една завршна конференција, тоа би било септември 2026 година, каде што ќе бидат повикани сите институции кои што се занимаваат со семејна едукација, каде што ќе бидат повикани сите заинтересирани да ги слушнат нашите заклучоци и да се вклучат во нешто значи промоција на семејната едукација понатаму. Ви благодарам многу, професорке, за гостувањето во Македонија наутро. Секако имаме одлична соработка, продолжуваме со истата да информираме за сите нови активности и проекти кои што ќе ги имате. Сигурно фокусот ќе биде на ова, но и другите активности продолжуваат. Апсолутно понатаму, да. Благодарам уште еднаш.